Му велиме добро утро на Павле Богоевски, активист и поранешен пратеник. Дали го имаме на линија, Павле? Добро утро. Добро утро, Павле. Вие синоќа попладнето имавте еден статус во кој што ги известивте своите пријатели дека нема да бидете, односно дека ќе бидете на линија со нив само преку социјалните мрежи и телефон, односно дека сте во самоизолација, поради тоа што се вратиле од Германија, која што е прогласена за земја од втор степен, односно од помал ризик. Од среден ризик. Да. Па како сте, Павле, имате ли симптоми некакви? Не. Се е уред, во овој момент немам воопшто симптоми, но тоа не е никаква причина да не се следат и почитуваат почетите на спречување сопивање на коронавирусот, односно ако сте еден од тие луѓе кои по било која основа се наоѓаат во тие држави, кога ќе се вратите кај нас, тоа што треба да го направите е самоизолација 14 дена. Дали вие ќе бидете 14 дена во својот дом? Да. Па како ви поминува времето? Па бидејќи станува тврдо првиот ден, во овој момент воопшто не е ни лошо, ни страшно, ќе се издржи. Не е најстрашната работа на светот, станува збор за обична предпазливост, која што треба да ја почитуваат сите, бидејќи во овие моменти ние тоа што треба да го направиме да сватиме дека станува збор за многу сериозна ситуација и дека успехот на тоа као целата држава ќе се справи кон коронавирусот е дали ќе ги следиме и почитуваме мерките и препораките на здравствените власти во случај, односно во мојот случај препораката за самоизолација. Не е ни препорака, туку мора да се направи. Овде во вашиот статус велите дел од патниците кои што патувале со вас кога сте се враќале од Германија не знаеле доволно за мерките, односно за оваа мерка дека треба самите да отидеме во самоизолација кога се враќаме во некоја земја со фактор на ризик. Да, моето искуство беше такво, но од друга страна станува збор за првиот ден од примената на таа мерка. Тоа што треба да го направиме ние сега е да подигнеме видливоста на мерките и здравствените и полициските власти да се погрижат дека секој од тие граѓани ќе биде соодветно информиран за обврските кои ќе ги имат при влегувањето во нашата држава. И едноставно да не изгледаме паника, туку смирено и одмерено да ги следиме мерките, случоците и наредбите од здравствените власти. Какви беа реакциите на вашите пријатели, на вашите роднини кога решивте да се самоизолирате? Па не беа некои изненадувачки воопшто, имајќи предвид дека тоа е процедурата која што сега треба да се следи, едноставно не се ни загрижени во момент бидејќи неа поминали, ама едноставно ова е патот кој што мора да се помине, за да се осигураме дека дури и толку кога се случи најлошото сме направиле се што можеме, за да ја одиграме улогата која што имаме во целиот хаос. Добро, јас ви посакувам да брзо ви поминат овие денови на изолација и се надеваме дека нема да почувствувате никакви симптоми. Благодарам што се јавивте во утрински. Благодарам што се јавивте. Вие поздрав и секој добро.